Двата месеци од преземањето на функцијата не се доволни за да се покажат големи промени во работењето на локалната самоуправа на Кочани, особено што веднаш по промената на власта новото раководство се соочи со крупни финансиски проблеми, со натрупани огромни долгови во образованието што бараат брзо решавање. Затоа неопходен беше ребаланс на буџетот за годината што измина, за да може колку толку неповолната состојба да се надмине, а долговите да отпочнат да се враќаат. Ова меѓу другото го рече градоначалникот Николчо Илиев на предновогодишното обраќање пред Советот и граѓаните на општина Кочани по завршувањето на последната седница за 2017. Со многу напор постигнавме договор со економскиот оператор за превоз на ученици и успеавме краткорочно да подмириме дел од долгот и да одблокираме едно училиште. Договоривме динамика за натамошно исплаќање на долговите. Тешкотиите во работењето доаѓаат и од долговите од кредитите, неисплатените позајмици од централниот буџет. Сепак, со домакинско работење, убеден сум дека работите можат да појдат на подобро. Илиев рече дека решавањето на сообраќајниот хаос во градот бил еден од приоритетите за него како нов градоначалник, поради што се зафатил со изнаоѓање подолгорочно решение, а најави дека од четврток повторно ќе профункционира кружниот тек. Постапката за измена на режимот ја работиме со стручни луѓе од МВР, полициска станица Кочани и со надлежните за безбедност во сообраќајот. Најновата вест по ова прашање е што добивме согласност од СВР Кочани, односно СВР Штип, за измена на режимот на улиците Теодосије Паунов и Кеј на Револуцијата. Со тоа, на потекот од мостот кај шопинг центарот до кружниот тек, сообраќајот ќе се одвива двонасочно, а кружниот тек целосно ќе профункционира во вистинска смисла од утре 28.12. Од капиталните проекти во општината градоначалникот го потенцираше продолжувањето на изградбата на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, но и конечното создавање услови за изградба на браната Речани. Исто така тој го спомена и решавањето на проблемот на улиците во градот и во населбата Оризари, како и подобрувањето на условите на стадионот Никола Мантов. Во делот на меѓународната соработка рече дека е обезбедена финансиска и друг вид помош од збратимините и други општини од странство за полесен пристап до европските фондови. На овој начин обезбедивме донација за проект за детска градинка и одговоривме на повикот од владата за поддршка во изградба на вакви установи во локалните средини. Ке настојуваме овој пример за донации да го практикуваме и понатаму, со што ќе придонесеме за кратење на трошоците и забрзување на процедурите. Од друга страна, наша цел е да ги поттикнеме економските оператори кои преку јавни набавки користат средства од буџетот на општината, да промовираат општествена одговорност. Немам навика да зборувам за резултати што не зависат целосно од нас, но се надевам на видливи резултати и на овој план. Илиев рече дека ќе продолжи соработката со граѓанскиот сектор, посебно во давањето предлози за прашања со чие решавање ќе се подобри живењето на сите граѓани во општината. Моите ставови и принципи во работењето се познати. Предпочитам квалитет, професионалност, стручност и човечност. Доста со популизам, ситни задоволства и градење среќа на туѓа несреќа. Вистинските резултати и подобрувањето на квалитетот на живењето ќе дојдат со реализација на убави проекти од кои придобивки ќе имат што поголема целна група на граѓани во општината и пошироко. На крајот од обраќањето пред советниците, градоначалникот Илиев спомена дека ќе работи транспарентно и одговорно, а одговорност ќе бара и од сите своји соработници во локалната самоуправа и институциите што се под нејзина надлежност. На крајот упати честитки до граѓаните со надеж за поголеми успеси во новата 2018 година.